Почитувани, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи, што, да ви кажам искрено, со колегите од режија баш разговаравме, дали да одиме со слободна тема или директно да ве прашаме што планирате, иако суптилно сакав да прашам, што планирате за продолжениот викенд. Навистина ме интересира со оглед на тоа дека минатата година имавме сериозни предизвици околу делот на организирањето на се она што представува продолжен викенд за великденските празници, но овој пат и не интересира дали ќе излезете, затоа што ако излезете сега во Скопје, не знам како е по другите градови, ќе кажете штом се јавувате, ако излезете сега во Скопје, верувајте ми, нигде нема да стигнете во радиус од километар 2, при тоа да не изгубите час до час и половина. Одлично искуство, кажувам. Добро, значи тоа е прашањето и темата за која што разговараме денеска. Кои ви се плановите за продолжениот викенд? Дали ќе одите некаде надвор, дали ќе останете дома? Еве, јас ви кажувам, ќе останам дома. Дали планирате нешто дополнително, дали ќе одите да се причестувате или слично со оглед на мерките кои што се најавени и така натаму. 0260 91 924 или 925, една опуштена тема да си направиме муабет, за да не стигнеме до ситуации како во одредени изданија на емисијата изминатите денови, чисто пред празнично да видиме што и како, и пишете ни на фан страницата на Facebook. Значи не за политика, туку дајте да си направиме муабет како го планирате, ќе речев политичкиот, продолжениот викенд. Тоа е, велите не за политика и одеднаш велите политичкиот викенд. Добро, кај нас се сведува на тоа, за жал. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Добар ден. Да, повелете, режија погласно, повелете. Добар ден, поздрав до вас. Благодарам, поздрав. Дали ќе ми дозволите да кажам нешто што е надвор од темата, но е ако морате, еве, јас реков да не зборуваме за политика, ама ако морате, кажете. Не е политика, примарно е во интерес на граѓаните. Дајде. Пошто сите сме сведоци што се дешава во државата, секој граѓанин кој што има некаква соработка со Стопанска банка АД Скопје, да обрати внимание, пошто има многу криминал во таа банка. Да, ве молам само за... Благодарам и вам. Да, благодарам за јавувањето, ве молам за приватни фирми и ентитети да не зборувате, бидејќи таквата изјава подлежи на докажување на тоа што го велите, а тоа би побарало од нас да дадеме и полаток од каде не се јавувате, затоа што тоа е веќе навистина приватна фирма која што би требало да си го заштити имиџот кога и е нарушен во емисија. Чисто само да го имате тоа на ум. Не дека мене ми пречи, чисто поради вас споменувам. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до те во медијата Елизавет 4. Благодарам, поздрав, повелете. Овие денови кои доаѓаат сега 4-5 дена се за Велик ден, ние како граѓани на Република Северна Македонија се надеваме дека ќе си ги прославиме онака скромно. Нема толку што сега да се расфрлуваме. Во цркви, искрено да кажам, не сакам да одам затоа што слушаме денески дека поново пак таму се прават циркузијади. Да се искрено да ви кажам, најдобро јас како Аспаро Кралевски ви кажувам дека ќе си ја дочекам мој Великден дома со својата фамилија, ќе си го прославам Великден онака како што достоинствено доликува на еден граѓанин на Република Северна Македонија. Така да понатаму како ќе бидат работите, како ќе се одвиваат со оваа коронавирус, мора да се внимава, мора да се пази, затоа што овој пик сега за Великден јас сум сигурен дека со отворањето на храмовите ќе пукнат уште повеќе, затоа што нека нашиот владика господин Стефан малце обрни внимание околу таа работа, затоа што гледаме дека пак изјави даваат дека со едно лајчке се причестуваат. Јас би му посакал на сите здравје и беричет и убаво да се го поминат Великден сите граѓани во Република Северна Македонија. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас може да кажам дека сум зависник од вашава емисија, па морам да се јавам. Ако нема гајле, повелете. А сега кога ќе почне дрогата на зајаст, од таму ќе се префрлам, па помалку ќе се јавам кај вас. Зарно за убо нека е. Прво да ви честитам празникот на сите во студио. Благодарам. Па да ти поминете убаво за празникот. Благодарам, повелете. Сега пред малку се враќам од град, да не кажувам кој кафанчиња. Ние сме луѓе
koji ne se pridržavаме kod tije, kako da kažem, propisi za da se namali ta bolest. Jedan do drug sednale, a nema ni 20 santima. A što je čudno, i mali deca voda tamo. Razbirate? To je mnogo loše. Dobro, ako to sekoj za sebe. Ja da ti kažem pravo, čeždam što poskoro da završi ova bolest, za da može narodot povtorno da se zbliži među sebe, bilo drugari, bilo rodini. Zato što se odroditme, samo telefonski komunicirame, a i ona više druženje so straf ne je druženje. Inače planiram da odam u Saraj kako u bivšите denovi koga prajetme što se vika Skara i тоа. Уште да ве поздравам и да ви посекам убав празник. Благодарам многу за јавувањето, ве поздравувам и јас. Следен на линија, повелете, добар ден. Ало. Да, добар ден, повелете. На телефон Љубица од Прилеп, ве поздравувам. Благодарам, поздрав. Бидејќи темата е не политички, ми се бендисува и да се држиме на тоа како што ја поставивте темата. Ајде. Кои ви се плановите? Кои планови Огнен? Јас сум возрастна жена. Меѓутоа, плановите се знае кои се за Великден, да речиме домаќински, да го пречекаме. Децата годинава дали ќе дојдат или лани не беа, да си го прославиме дома како возрастни луѓе, а и ова викендо што го продолжија, не го оправдувам. Многу ќе има дружење душо, многу ќе има приближување. Не може на секој човек да стои полицаец бе Огнен. Не може душа. Мислам дека е грешка. По моје, не мора луѓево да ме оправи. Јас така мислам. Така. Но, и да си го прославиме скромно, убаво дома, во Прилеп, во куќана моја, да си го прославам со внуците. Ако дојде, ако не ќе ги пречекам со маски, ќе му подам нешто и така то, што да кажам друго, сакам да го честитам празникот на сите, вас во телевизијата и тебе, и се најубаво ви пожелувам. Нема друго што да кажам, пријатно и убав викенд. Благодарам, и ние исто ви посакуваме се убаво. Дали има некој следен на линија, повелете? Добар ден, господине. Добар ден, повелете. Ви го честитам празник пред Великден на вас, на вашата работа телевизија, сите се во студиото и на цела Македонија се по православна вероисповед. Благодариме, повелете. Вака се, стварно и добра тема ви да збориме најискрено, стварно добра тема. Јас сега баш си земано јагненце, не, баш многу скромно, едва го чекам овој празник, значи стварно Великден да дојде. Си без собале во црква, здраве Боже, пак во недела ќе се видим во црква, увек секоја година си ја собирам цела фамилија, имам внучиња, ќе ми дојдат, имам рецеја со село тука, ќе поставаме на маса да ви кажам право, нити вести, нити политика, нити ништо, ќе си пуштиме музика на работ, па буде ми поведете и вие, ако сакате. Толку. Се не го убав викенд, убав празник ќе вие за многу години. Благодарам. И вам се убаво за викендот. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Убав ден. Убав ден и вам. На почеток се солидаризирам со вас. Нема да правиме револуции, дома ќе седиме. И мислам дека е тоа најпаметно што може човек е необичен, пошто сите тие пикови скандали што беа со цркви, апсолутно, јас сум атеиста, нема врска. Меѓутоа, например, жена ми ќе се запали цвеќа пред иконче вечери на балкон и здраво. Ако една Англија, една Малта и папата затвори од балкон што зборува, тоа е собирање прв пат во историјата, може се вика, а Србија, која е најдобра со сите вакцини, која најмногу има вакцинирано во просек и од европските земји понапред, вчера слушана N1 телевизија, последно пратам дека и кај нив нема попуштање на мерките. Ние не сме се уште народ да се мерките се во мојава глава. Мерките не се во некој папир таму донесен од собрани или влада и ништо да кажем друго. Значи поентата е да се чуваме од и доволно беа примери од тие собирање и плюс коренета на дисциплина, немарност
и загрозување на други. Искрено да ви кажем, аз многу пријатели имам, ама ни еден и да е вакциниран, пошто ја не сум вакциниран, не го примам. И Така. ќерки ми не ги примам. И тоа попуштање на цркви, попуштање заради некои други глупости политички леви, нема мерка е мерка и то мора додека не каже Светска здравствена организација дека сме чисти, тогаш ќе се шетаме без маски. Убав ден, среќен ден и на верниците му честитам еден од најголемите празници. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Благодарам, гледаш од Охрид. Поздрав, повелете. Прво честитки до сите православни верници на целиот свет, да со добро здравје и со добро мисла да го поминат овој свет празник и да ни се даде Господ здравје и долг живот. Сега вака, во многу ретки случаи се погодува да имаме олку денови заедно да славиме, затоа што овде се спојуваат два празника, еден значи верски и еден државен празник, со тоа што значи доаѓа негде околу 4 дена да може да се собереме. Меѓутоа треба да го прифатиме и тоа дека во овие услови каде што владее ваква болест, значи фактички треба да не се собираме, треба далеку едни од други подалеку да бидиме, треба да го почитуваме мислењето на здравствените работници кои што стварно значи не мислат зло, сакаат што се вика да останеме сите здрави, живи, весели и треба да се воздржиме на некој начин, затоа што нема да трае ова сигурно 100 години, можда година-две, али треба да бидеме трпеливи и да бидеме, што се вика, храбри и еве да не се собираме, значи освен фамилијата кој што кого живееме, но не и внуците, вистина и јас и многу други од нас имаме внуци, синови и ќерки кои што се далеку од нас, па не мора на овој ден да дојдат доволно по телефон да ми честитаат, речеме еве јас му гледам, значи по име Великден на некој начин да се посебно го сакам и го почитувам, значи може да ме честитаат преку телефон и ќе бидам задоволен. Но не мора да дојдат дома, значи али треба го почитувам секое едно укажување од страна на државните власти кои што се грижат за здравјето на сите граѓани на нашата земја. Поздрав до сите гледачи до другото јавување. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Најпрво поздрав до екипата и на сите граѓани во нашава земја, да им ги честитам престојните великденски празници. Благодарам, поздрав. Убаво да се поминат. Но јас мислам дека требаше за великденскиве празници мерките да бидат малку постегнати, бидејќи после секој празник бројките на ново заразени повеќе скокаат. Сега, например, еве ќе кажам, 4 дена ќе бидат неработни денови. Плюс тоа младите или сите ќе излегуваат. Се знае дека никој нема да седи дома затворен, ќе излегуваат, еве, например, ќе работи Скопската зоолошка градина, ќе излегуваат во природа, ќе се собираат, ќе се дружат, што значи дека без разлика дали вечерта ќе одат во црква или не, пак има некој вид на собирање и бројките после изгледа после великденските празници ќе ги видиме малку повисоки. Што значи дека планови, кои планови може да ги планираат тие? Тие знаат како е што изгубија членови од семејствата, а сега ги намалија рестриктивните мерки. Па викаат состојбата се подобрува. А зошто секој дневно, Огнен, да се запрашаме, има по 30 починати, 25, 28, 35. Тоа ли е на намалување на состојбата со коронавирусот? Сега добро, бројката на новозаразени се намалува. Падна од 1000 до 400 нешто дојде. Но смртноста, да не се залажуваме, е многу висока за една држава како Република Македонија со 2 милиони народ, 30 починати на ден е голема бројка. Ние не сме Америка. Еве, слушам на вести... Да. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Ало? Да, повелете. Поздрав, Огнен од Битола. Поздрав до Битола, повелете.
Ние сме со сопругата двајца во станот, двајцата сме вакцинирани, имаме по 80 години. Да сте живи и здрави. Имам, иначе потекнам од едно село, Пелагонско Ногулово село, Логоварди се вика до Витола, имам таму куќа, имам плас, па за викендот рачунам таму да одам. Убаво. Таму ќе биде најубаво изгледа. А плюс тоа да ви кажам, имам две прекрасни ќерки кои се мажени со фамилии. Двете ќе ми дадат, едната живее во Белград, другата во Битола, и тие се вакцинирани, ако се млади, успеа да се вакцинираат и тие. Браво. Значи ќе видиме собрани сите вакцинирани и ќе си пославиме како секогаш. А внуците се заминати во странство, да ви кажам право. Тие се големи веќе, работат таму, живеат, а ние фамилиарно ќе видиме дома, ќе пославиме Великден како сите вообичаено. Тоа може поскромно од минали години, али ќе видиме сите заеднички фамилиарно. Поздрав до вас, поздрав се и среќен празник на сите македонци. Благодарам, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Добар ден, повелете. Добар ден. Доколку имаме некој на линија, би одел со вклучување, повелете. Кои ви се плановите за продолжениот викенд? Убаво ми е да ви кажам вака да се слушам за плановите, да знам кому би му бил малку љубоморен што има некаде куќа надвор од главните градови, или по селата, или по останатите предели и региони, а тие што сме заглавени во стан, тоа е друго. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Убаво што ме слушате. Прво да им честитам на сите и ја ќе заборавам, можеби, ќе сакам нешто повеќе да кажам. Ајде. На сите верници православни кои што го слават овој Великден по јулијанскиот календар. Ова, кога ја најавувавте емисијата, ја рекам ќе биде нешто како слободна тема, па ќе кажем, ова, кои ви се плановите за продолжениот викенд, ја согледувајќи ја владава со нејните тајни преговори како тајната вечера на Исус, јас не го кажувам планот. Добро. Затоа што може да бидам еден од тие што ќе насрна само со тоа. А инаку, што се однесува ова до... Овие денови се вака и малку чудни, пошто се спаја два, еден световен и еден духовен Божи празник. И сега луѓето многу прават разлика и она, веројатно ќе има некои што ќе се сретнат, веројатно не. Само не разбрав доколку беше да ја паштава мене владата баре вака јавно, доколку луѓе можеме да се собираме, да не испадне она повеќе. Па ние толку имаме во фамилијата по 2 деца, тие по 2 до 10 души. Ако е така, слободни сме на отворен простор, не дека да се раштъркаме вака на 2 метра и после некако ќе биде тоа сето. Матки нема да ставаме, али ќе се поздравуваме со лактот и со оние другите работи, и со внуците, и со синовите и така. Како по кафулињата, господине, во дворот, една маса четворица, 2 метра, друга маса четворица. И уште нешто, да го кажам ова, ја во помал град живеам, исто е така, не само денеска, вчера. А за кафулињата која почна, тоа е веќе... Хаос. Не е тајна, кавадарци е тоа. Ние може би не сме по еден сат вака да губиме, ама сигурно губиме за една кратка улица 5 до 10 минути. Бидете здрави и среќни и веќе. Поздрав, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Повелете, добар ден. Доколку имаме некој на линија, веднаш може да одиме со вклучување. Добар ден. Димеца ни пишува на Фејсбук и вели: добар ден, Огнен, јас сакам малку надвор од темава да прокоментирам околу здравството и министерот за здравство, зошто се уште нема термини за туѓа нега. Граѓаниве не можат лекови да се купат, веќе 6 месеци нема термини и матичниве се чудат на министерот и неговото однесување. Поздрав, Огнен, имајте убави празници. Благодарам, Диме, и вам исто. Додека пак Тане и ни пишува да не имаме некој на линија. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете, добар ден. Огнен да го слушниме? Да, на линија сте, повелете, разговараме, повелете. Ама веќе Огнен, да, со кого разговар? Јас сум, Огнене на линија, повелете.
Огнен, нели требаше да појдеш негде подалеку од Скопје? Судбина. Си останав тука, судбина, повелете. Можеш да дојдеш на природа, да се рашеташ ни Струга и Струшките села? Струга не ви е лоша идеја, да ви кажам, на Вевчански извори одамна не сум бил и Струга околината тој дел може. А да дојдеш во Вишенски извори да видиш како е? Тие не ги знам, каде се тие? То ти е голема минуска, да го не знаеш каде е Вишенски извор под Горна Белица. Не сум бил Горна Белица одамна, ама не знаев за изворите, така што тоа ми давате идеја сега за викендов. Така, викендов моите да го посетите, чисто природа и спокојство да имаш. Вишенски извори, одма ќе си запишам. Да запишиш и овде дедовци и баби не меѓутоа како тебе што си ги имаме, сите ни се странство. Мајко. За судбина на сите македонски семејства, веројатно. Мајче, среќни празници. Благодарам. Со вас се будиме, со вас легнуваме и ви посакуваме се најубо. Благодарам многу. Ве поздравувам, ви посакувам убав продолжен викенд и живи здрави. Да, еве си пишав овде Вишенски извори. Вишни, Свети Спас и Вишенски извори. Тоа било за гледање во тој дел. Добро? Добар ден! Добар ден! Дали имаме некој на линија, повелете? Дали се слушаме со некого? Да ви кажам, многу сакам кога ми кажувате вакви идеи за шетање, особено затоа што и сите други што гледаат и слушаат. Јас сум во друштвото од секогаш од тие кои што раскажуваат наоколу во кое село, каде да се оди, што да се оди, што да се види. Пред 10 дена делот на Делчевско, тој дел со селата на Стари Нов и Стевник, многу ми се допадна, морам да признам, таа природа горе, помеѓу Пехчево и Делчево, така што, еве, тоа ви го препорачувам јас, тоа ми беше мене новитет. Особено затоа што во Нов и Стевник имате нешто што е многу слично на Куклици Кратовско, а воопшто не е познато. И тоа е многу убаво. Добар ден! Добар ден! Да, ве слушам, повелете. Ние Тетово јавуваме. Поздрав до Тетово, повелете. Зборувајте, ве слушам. Едно прашање. Ајде. Ние дадахме број. Молам? Нашиот. Добро. Никад не дојде снимане куќа. Паднала куќа. Све. Не земе. Никој не може ми поможе. За куќа што ви паднала во Тетово? Да, бе, никој не поможе. Никој. Ја така ми болен. Сестра ми болна, жена ми не и клува нема. Општината воопшто не ви излегува во пресред, се обративте таму? Не, никој. Никој. Ви падна од дождови или што? Не, момент, може мало? Ајде. Може вие дојдете Тетово. Добро. Улицата Срце Тимов 27. Добро. Може дојдете вие. Видите кај седиме ние. Јас ќе пренесам на колегите кои што излегуваат на терен, нека го запишат колегите сега бројот ваш и ќе им пренесам. Да. Кога ќе не се исклучувајте, колегите од режија ќе ве преземат. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден. Да, повелете, ве слушам, добар ден. Огнен? Да, јас сум, повелете. Мило ми е што се слушнаме, прв пат се јавувам. Се радувам што добивте, повелете. За Струшкиот крај. Ајде. За селото Модрич. Модрич, добро. Таму имат убави цркви, убаво да прошетате да видите и то село да прошетате таму.
Модрич исто така одамна не сум бил, тие во исто време ги шетав таму, така што сигурно сега и напролет не сум бил и веројатно е многу убаво напролет. Многу е убаво. Да Од- појте да прошетате. Да, добра идеја. Ќе си запишам и Модрич, таман во истиот крај ми е тој дел. Па во истиот дел таму, Луково, Нереди, сите таму тие делови да ги шеташ. Да, Луково Модрич, прекрасно, да. Убаво е. Да. Среќни празници и убав ден. Благодарам и вам исто така. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Абе, Огне, Да, повелете. може ли денеска малку да прашам нешто вака вон темата? Хајде. Вака сега. Сакам да прашам дали луѓето кај нас не сакат да работат, не сакат новитети, или само сакат да се запркават. Сега овие празници, да ги искористат, да се смират емоциите на сите. И да почнат после тоа, што зборевме за новите работи, што може да се воведат во сегментот на нормалот. И да функционира. Инако вака, сите забегуваат, се прикриваат и само, како да кажем, цифри немат ни добро утро, ни добар ден. Тоа е веќе абсурд. Еве, размисли, излегуваш од домот, ти вела ради што те гледат на емисија тебе. А нас другите, ако не сме популарни меѓу нив, ни здраво не ни кажува. И овие новитетиве што ги зборувавме, да ги употребиме во овој век и да видиме што ќе ни придонесе. Иначе, визија, секој ден има некој по некоја визија. Ама ова е веќе корпус деликти, линчување на самите себе. Сега ова се вика и треба некоја лови друго, како да кажем, република една правиме, а само неколку мина. Да се ги откачуваме. Дали новитетот можеме да го предложиме еден нов новитет, зборев и многу други работи, да зборам во друга емисија, да се јавам и да кажам за еден новитет, да го направиме први во Македонија и да видиме дали луѓето кај нас ќе имаат учество во тоа. Добро. Ако ќе бидеме први, ќе го направиме први и по тој модел ќе се прават многу работи. Така ќе ги искараме, ќе имаат добар живот. Така. Добро. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав. Па јас ви предложил за продолжениот викенд имено село под Пелисер Ротино. Ротино, добро. Кој ќе одите према Ресен. Од лева страна се влегува, добро. Да. Има едно езеро, вчера снимаја спот за Скопско, на езерцето, значи тоа е планинско вештачко езеро. Да. Али малку пато е потежок и овие посетителите имаат проблем, значи при посетата. Па би замолил сега се таму нешто машини асфалтираат тој стариот дел од патот. Добро. Па овие институциите малку од владата, не знам кој може да направи нешто да се подобри за ово место, да се нешто направи подобро, затоа што сега посетителите идат многу и во групи некогаш со автобуси, али со патот и местото кај што престојуваат представува проблем. Да ви предложувам да го гледате тој спотот што беше сниман сега вчера од Скопско. Значи тоа е нешто феноменално и ако може нешто во тоа смисла во патот нешто се направи таму, некои работи што треба се дотера за посетителите. Добро. Благодарам за јавувањето, поздрав. Да. Тој крајот на околу Ротино, Ротинскиот крај е исклучително убав, особено бидејќи е на средина помеѓу Битола и Преспа, така што добар предлог еве. Имате Вишенски извори, Модрич, Ротино, таман кој размислува за каде што како. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Представник на рекреативци. Повелете. Сме друштво против антикоронавирус. Добро. Темата ви е на место. Почесто вакви теми треба да имат, оставите ги политичарите, не ни се интересни. Појаки си од короната, мислам и алергични сме на нив. Ќе ве молам. Не знам дали сум право. Да, повелете. Најака вакцина против короната е
što повеќе во недопрените села и планини во Македонија. Тоа го пропагираме една година рекреативци од Кичево. Кој е вашиот омилен крај? Омилен крај. Копачка, мислам Копачкиот крај пред Охрид кога одите, јас порано се трудев општина центар да биде Копачка и сега го рекламираме тоа. Општина Копачка во село Извор да биде туристички центар. Добро. И селото Цер Кичевско да биде туристички центар за развој на алтернативен туризам. Тоа се прекрасни недопрени места каде што населението постепено оди и живее, меѓутоа постоењето на општина друго поранешна ги осакати од тоа, но сега ние се бориме и се трудиме да формираме туристички општини со седиште во Извор на Копачкиот крај кој ги опфаќа Стогово, а Стогово ќе биде развоен центар за ски центар, мислам идеално место кое е појако со снег и од Шар планина, тоа може да го и близко со границите до Охрид, а Цер да има изградено спортски аеродром. Мислам, ќе видите програмата наши понатака. Добро. Имаме голем број на поддршка граѓаните од луѓето од цела Македонија и од нашите селеници и мислиме дека некоја доблесна влада ќе го прифати нашиот предлог и најголем спас ќе биде тоа повеќе присуство во изолираните и недопрените македонски прекрасни убави села и планини, развој на македонски туризам, на селата во македонскиот туризам и тој ќе биде спас. Така. Благодарам многу за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. За многу години. За многу години, повелете. Во врска со тамава, на новите задржаниот викенд дома, фамилиарно. Добро. И тоа. Фамилиарно ќе си го поминете, така? Добро. Нема да одите никаде надвор. Не. Добро. Благодарам за јавувањето. Пријатно. Пријатно. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Па имам ја предлог, имате едно село Шарпланинско горе, се вика Дув, Мало Толјане. Каде? Шарпланинско село Дув. А, Дув? Да. Кај водопадите на Дув? Да. Добро. Тоа е не е водопадите на Дув, него на Шарпланина е тоа. Добро, сега ќе си пребарам, зборувајте, ве слушам. Ето е. Многу убава природа, а само за жал што градоначалникот на Маврово и Ростуше на тоа село им ја исклучи со на струјата за мислам оно уличното осветлување им исклучи. Добро. А зашто како никој не знае. А многу убава природа имаме таму. Мислам, предлог е да се оди таму да се види, стварно има што да се види. Село Дув, Мало Толјане. Да, еве си пребарувам. Така. Толку. Добро. Толку имам. Поздрав. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Следен на линија, повелете. Добар ден. Ајде повелам, добар ден. Да, повелете. И јас ако не сум од таму, би рекол да се посети Брезово, Паралово, има модерно по чај. Да ти кажам од кај сум, знаеш, нема потреба, од Пастер Сити. Добро. И да посочам нашиот крај, Мариово, што да кажам, нема човек, ни Бечиште, ни Полчиште, Витолиште може да има уште 2-3 кујчи, фамилии, ништо друго. Другите села мислам дека се скоро сите испоумрени. Нема во Полчиште имам еден пријател од Белград, таму оди, таму живее сам, ама се враќа, оди секој ден и се враќа. Дивеч нешто си потепува ваму, таму си носи дома дрва, си носи и така натаму. Добро. Меѓутоа, сакам да кажам, како ќе поминам за празниците продолжниот викенд. Ајде. Па ја ќе поминам со фамилијава дома, имам 10 фили на овие шопе, со нив ќе поминам, пошто сам живеем. И надвор може ќе излезам ако нема гужва, негде кај што нема никој да попешачам малце, то ќе ми биде мене во викендот. Специјално нешто, ништо,
нема да направам, меѓутоа нека му е честит, нека ни е честит празникот на сите православни во целиот свет, да го чекаме уште многу години, да помини ова лошово што оди по ваздухов, да скроз да се ослободиме, да дојдиме порано како што живеем, не барем ако сиромашки, барем бевне слободни да излезиме кај сакаме да одиме. А сега сме приморани дома да седиме, затоа што е многу лошо огнен. И сега кажав, сите да си поминуват, тоа важи и за тебе исто, и за фамилијата твоја. Благодарам. Кои што мене ми се многу пријатели, сите твоите. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и вам се убаво ви посакувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме со некого? Добар ден, ве слушам. Добар ден. Дали ме слушате? Ало? Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Повелете. Ало? Повелете, ве слушам. Добро, се надевам дека ќе добиете повторно. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добро. Тане и ни пишува на Фейсбук и вели: на сите православни христијани им го честитам празникот Великден. Да си го прославиме во домашни услови, а лажичето ќе му го оставиме на оној отец Петар, тој нека си се причестува со него. Да не се собираме, зашто гледаме што се случува во Индија, Буда си е Буда. Неговата мудрост е голема, а болест си е болест. Така и со нашиот Бог Исус Христос. Ако се чуваме и тој ќе не чува, поздрав. Поздрав и за вас, Тане, и среќен празник. Следен на линија, добар ден. Добар ден. На линија сте, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Ви се јавувам од Охрид. Поздрав за Охрид, повелете. И слушајте, многу убаво место има. Ве слушам, зборувајте. Се викат Којнско. Којнско, добро. Таму е многу убаво. Плажа, сон. Се согласувам. Можете да одите на планина, можете да одите на езеро. Ама жалосно што нема вода и пат. Селото нема вода? Нема вода за пиење, носиме вода. А имат околу 500 викендици. Горе исто над Којнско, мислам дека е и исток на селбата. Многу убаво е, само да дојде, ќе ве прошетаме со кајче низ езерото и на острово. Благодарам, ама тоа за водата имате ли кажано до општината поднесено барање некоја иницијатива? Слушајте, имате, ама општината некако не слушаат. Наглува некако не слушаат. Не сака да не послушаат. А иначе местото е феноменално. Знам, убаво е. А само 7 километра од Сење до нашето село нема пат. Да. Ова е срамота. Она место да беше на некоја друга земја ќе цутеше. Ќе цутеше и туризмот и бизнисот. Една Албанија, слушајте, една Албанија во сите села имат и вода, и патишта и све, а ние во нашево село ништо немаме. Срамота. Ова срамота е да го кажувам, ама ви го кажувам зашто ми е многу мака. Сега пак ќе одиме таму по неубав сат. А од цела Македонија имат викендици и е многу убаво. Добро. И слушајте, Ајде. Ево од мене и од мојата фамилија, кога ќе дојдете село, ќе ве прошетаме до островото да видите каква убавина е. На островото не сум бил, значи договорени сме. Договорени сме. Николина на телефон од Охрид. Благодарам, Николина. Ве поздравувам вас и семејството. Убаво да си поминете за викендот. Фала, да сте ви сега ќе одиме таму, на Уживанција. Договорено. На Уживанција ќе одиме и островото таман да го видиме. Поздрав, ви посакувам убав ден и убав продолжен викенд. Следен на линија, повелете.
Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Па вака, прво да го честитам празникот на сите христијани во нашата земја и Повелете. многу пошироко. Сакам само да кажам вон темата. Ајде. Министерството за труд и социјала не исплати никаков социјален трансфер на луѓето кои живеат од социјална помош. И ова се повторува веќе 10-12 години, така да греота, еве колку се почитуваме ние христијаните, што неколку пред мене рекоа комшија со комшија ни добро утро и добар ден не кажува. Значи, тоа е голем срам и греота на луѓето да не им бидат исплатени социјални помоши, туѓа нега, посебен додаток и така натаму. Поздрав до сите, до вашата телевизија, среќни празници. Благодарам и јас ве поздравувам, имам среќни празници. Следен на линија, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ајде нека е за многу години денот што наидува на сите православни македонци Нека е, повелете. и да кажеме што би планирале. Ајде. На човеков што беше пред мене, Добро. да му кажем дека на социјалците не е исплатено, ама па на тие што не работат ништо, а земаат плати, на тие е исплатено. И да не се секира многу, ки има за тие 1500 што се порамковен, 1500 по нерамковен, илјадници вработени во собранија, во комунални предпријатија, во шумски стопанства, во се живо, за нив ти има, за да има гласачи, а за овие што треба да живеат, за нив ќе нема. Затоа ја би во еднина, ја би планирал да купам еден мегафон и да појдам од село во село и од црква до црква на поповите прво да им кажам да почнат да си ја сакат Македонија и македонците повеќе и на народот македонски да му кажам да се свестува повеќе како слепи, да не идеме на тие две страни кобајаги демократски, а тие се недемократски, антидржавни страни, да се свестиме, да се усмериме во една човечка насока, ако сакаме и празници ги славиме како луѓе и државата да си ја зачуваме и нацијата наша македонска да си ја зачуваме. Ако не ќе не стема како кучиња и тоа е тоа. Хајде, здраве. Задржувам, поздрав и пријатно. Пријатно. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Дали се слушаме? Доколку се слушаме, да одиме со вклучување. Добар ден. Ало. Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Мислам, Огнене, дека ти оваа тема ти е 100% во центар. Добро. Режија погласно. Повелете, ве слушам. Затоа што политика преку глава ни. Се согласувам. Да. И ова последните 20 коментари, да не ги коментира малку така отидоа лево и десно, меѓутоа, сакам да кажам кој како ќе се снајде за празници, нели? Добро. Јас конкретно, например, ќе се бидам во куќата со двор кој го имам, така, ќе си терен некако. Да, размислите, ако сте расположени, повелете на кафе, што ќе биде така. За во двор, секогаш. Така е. Не живеам ни многу далеко од вас, така да ќе се договориме во некоја друга прилика. Епа таман. Да. Епа, да не длъжа многу, да ви посакам среќни великденски празници вами на целата телевизија. Благодарам. Па и првомојски празници. Да сте живи и здрави, да ве гледаме, да се слушаме и помалку политика. Така е. Се согласувам. Убав ден се најдел. Убав ден имам и среќни празници. Следен на линија, повелете. Добар ден. Ало. Да, добар ден. Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете. А вие се снимаме или? Да, вие сте на линија, повелете. Благодарам многу. Повелете. Јас ги чекам моите внуци, внучиња од Скопје. Живам во Источна Македонија. Добро. Едно убаво градче. Куќата ми е далеку 80 метри од главна улица. Позади мене више нема ништо. Борова шума почнува. Ке испечеме едно јагне во Пурна, ке се собереме тука, 7-8 месеци не сме се виделе и така ќе го поминеме ден. Значи вие во двор и право во Борова шума гледате. Да, право. Прекрасно. Кога се завратам напред, гледам на главна улица 80 метри, кога се завратам назад, гледам во Борова шума. Прекрасно. Имате избор и вамо и таму. Тоа е Малешевијата, мала Швајцарија.
Ама многу убава. Повелете сите, има место за сите. Благодарам многу. Многу поздрав на сите. Ве поздравувам, ви посакувам среќен продолжен викенд. Дали имаме некој среден на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Доколку се слушаме со некој, одиме со вклучување. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Прашањето е викендот како ќе се помине. Кои ви се плановите, така е? Да, јас случајно ми се погодува недела, 2 мај, прв ден Великден. На тој ден сум роден пред 73 години. Да сте жив и здрав, среќен нека вие. Така, благодарам. Значи, недела, 2 мај, пред 73 години. Вие сте, значи, само 7 дена постар од мене. Модам? Велам, само 7 дена постар од мене. И некоја година. 48. Да, некоја година. Па не знам дали и вас ви се погодила недела, Великден да биде и 2 мај. Мене ми е ден недела, бидејќи е на 9, ама ниту Великден, ниту 2 мај. Добро, Ѓуро требало да Ѓурѓовден. Повелете. А мене не ме крстиле Велјан, ако сум на Великден роден. Тогаш би Лазар Колишевски во мода козите ги уништувал и кумот многу Кумот имал многу мака од козите, од чување и рекол нема Велко да се вика, ќе се вика друго име ми дале. Лазар, еве да го кажам името. Така, пошто Лазарица е пред тоа. Так. И по името на Лазар Колишевски, веројатно Лазарица. Така да ќе очекувам дома, очекувам гости онлайн, да си честитаат, да ми честитаат, да си купат пиво и од дома може преку Facebook, преку интернет да се слушаме, да се гледаме, секој нека си пие, што ќе купи, тоа нека си пие. Кој што ќе си донесе, тоа ќе си јаде, тоа ќе си пие. Така, и нека ми го честите. Како прави американци. Добро. Благодарам за јавувањето, среќен нека ви е роденденот, како и празниците. Режи, имаме време за уште едно јавување или? Не, толку. Добро, благодарам многу, убава емисија, си поправивме муабет, се подсетивме околу дел за посетување на одредени локации низ Македонија. Имате од Малешевија преку Мариово, Струшкиот крај, горе Копачкиот крај на Дув, Шарпланина, го разгледав тоа место, таму морам да признам дека не сум бил, така што има, две Вишенските извори и Дув, кои што треба да ги посетам. Добро, благодарам многу за јавувањата, среќни нека ви се празниците и се гледаме во вторник во Студио 10. Пријатно.